Poštovani pratеници, ќе се обидам низ една релативно стручна дискусија да објаснам на македонските граѓани неколку едноставни прашања кои што ни ги поставуваат секој ден. Ќе набројам прво неколку од прашањата, па после тоа ќе одам со фактите. Првото прашање што ни го поставуваат граѓаните во секојдневните средби е каде се парите. Второто прашање што ни го поставуваат граѓаните е зошто во Македонија не се градат автопати, зошто во Македонија не се градат железници, зошто во Македонија не се градат нови згради на аеродромските терминали, зошто во Македонија не се инвестира во инфраструктурата. Третото прашање кое што ни го поставуваат граѓаните е зошто запреа проектите кои што претходно постоја, од типот на изградба на железница до Бугарија, изградба на прва фаза автопат Охрид-Кичево, со втора фаза која што веќе требаше да е почната Кичево-Гостивар, за целосно комплетирање на коридор 8. Понатака изградба на автопат или експресен пат од Куманово до бугарска граница, изградба на експресен пат или автопат од Градско до Прилеп и потоа од Прилеп до Битола и така натака и така натака. Ова се прашањата кои што секој ден ни ги поставуваат граѓаните и се сведуваат на едно прашање: каде се парите? Ќе се обидам низ дискусија за овој ребаланс да објаснам на граѓаните и да дадам одговори на овие прашања. Има неколку работи кои што треба да ги продискутираме по однос на ребалансот на буџет. Прво е вкупните приходи кои што ги има буџетот, односно она што се собира од граѓаните. Второ, вкупните расходи, односно она што се троши од страна на ЗАЕФ и владата. И трето, разликата помеѓу едното и другото, тоа е дефицитот, затоа што секогаш владата троши повеќе од што собира, за жал. Вкупните приходи во вториот ребаланс, затоа што ова е втор ребаланс на буџетот за оваа година, се на проектирано највисоко ниво во историјата на независна Македонија, и истите се некаде околу 3 милиарди и 191 милион евра. Она што е интересно е дека во проекциите на владата приходите во вториот ребаланс остануваат на исто ниво како приходите, односно проектираните приходи и во првиот ребаланс, што поставува едно суштинско прашање, а тоа е дали е тоа реално. Затоа што приходите се намалени во однос на иницијалниот план за приходи заради корона кризата за 423 милиони евра. Но она што е значајно е дека се предвидува дека во четвртиот квартал, а тоа се месеците октомври, ноември и декември, треба да се соберат околу 60 милиарди денари, односно околу 1 милиарда евра од граѓаните, што треба да е раст за 6,3% во однос на истите месеци минатата година. Значи, да поедноставам за граѓаните. За 6,3% треба да оваа година се соберат повеќе пари од минатата година, во услови кога минатата година немаше корона криза, а оваа година има корона криза. Прашувам како ќе се реализира тоа. Веројатно одговорот на сите ви јасен дека тоа нема да се случи и во тие услови дефицитот ќе и далеку поголем од она што е проектирано во моментов, а претпоставувам дека и задолжувањето што ќе влијае на зголемување на јавниот долг ќе е поголемо од проектираното, затоа што ќе имаме потврлање во приходите од, по наша проценка, најмалце разлика од некаде 100 милиони евра, значи во однос на проектирани сегашни 1 милиарда евра приходи во четвртиот квартал, очекуваме да потврлањето е најмалце околу 10%, односно околу 100 милиони евра, имајќи ги предвид и проекциите на релевантни меѓународни институции за падот на бруто домашниот производ, кој што се движи од, например, 5,4% во проекциите на ММФ или Виенскиот институт кој што е 5% до проектираните 5,8% на Народната банка. Второто значајно прашање е она кое што се однесува на буџетските расходи.
односно колку владата ќе троши оваа година. Вкупните расходи во ребалансот 2, овој ребаланс кој што го гледаме, се за 162 милиони евра повисоки од ребалансот 1 и се на ниво на 4 милиарди и 112 милиони евра. Значи, внимавајте, оваа година владата со вака амбициозна предпоставка за третиот квартал предвидува дека ќе се соберат, односно ќе се реализираат приходи кои што ќе бидат на ниво, прашање е дали истото ќе се реализира, но треба приходот да оваа година биде некаде околу 3 милиарди и 191 милион евра, додека расходите треба да бидат на ниво 4 милиарди и 112 милиони евра, односно дупка во буџетот од некаде околу 960 милиони евра, историски највисока дупка која што Македонија било кога ја видела во својата независност. Дупка која што треба да ја плаќаат граѓаните после нас. Зголемувањето на теховните трошоци во целост се должи на зголемените трансфери кои што планира да ги прави владата, кои што се повисоки за 196 милиони евра во однос на ребалансот 1, додека вкупната помош, она што е најбитно што не прашуваат граѓаните, за трансфери до фирмите за субвенционирање на плати и до населението преку разните картички и ваучери кои што ги делеше владата и кои што во голем дел ги злоупотреби за институционален подкуп во текот на изборите, по директни трансфери се 307,6 милиони евра, додека вкупната помош со антикризните мерки со ребалансот 2 ќе изнесува 337 милиони евра или 8,2% од вкупните расходи. За да ова не звучи премногу теоретски и апстрактно за народот, да го објаснам наједноставно. Владата и Заев планираат да потрошат оваа година 1000 денари. Од тие 1000 денари, од приходи ќе соберат нешто повеќе од 900, значи за 100 денари ќе се задолжат од банки со камата и од други меѓународни кредитори, а кај народот за помош во задржување на работни места и друга помош за сите оние кои што се погодени од корона кризата, ќе вратат само 82 денари. Значи Заев троши 1000 денари, но на народот враќа само 82 денари. Наједноставно објаснето што значи помош од 337 милиони евра, која што е само 8,2% од вкупните расходи кои што ги има овој буџет, и затоа не треба се чудиме кога меѓународни институции даваат извештаи дека Македонија е меѓу последните земји во Европа по процентот од бруто домашен производ издвоен за справување со корона кризата и за помош директна на населението, на стопанството и на сите оние кои што се погодени од корона кризата. Третата работа која што е исклучително значајна во однос на секој буџет и на овој буџет се капиталните расходи. Капитални расходи се она што владата го троши со цел да врати кај народот преку реализација на инфраструктурни проекти. Она што е значајно е дека капиталните расходи имаат историски втора најниска реализација во текот на оваа година. Видете чудо, првата историски најниска реализација е повторно влада на Заев, тоа е владата во 2018 година, кога немаше ни корона криза, немаше ни економска криза. Значи, тука лежи одговорот на прашањето кое што ни го поставуваат граѓаните, зошто во Македонија не се градат автопати, железници, не се градат стадиони, не се градат терминални згради на аеродроми и други инфраструктурни проекти. Затоа што реализацијата на капитални расходи оваа година ќе е втора најниска во историја на независна Македонија, а прва најниска е 2018 година и исто така во влада на Зоран Заев. Различни се само министрите за финансии. Капиталните расходи со ребаланс 2 се намалени во делот на градежништвото и опремата за некаде 64,5 милиони евра. И она што е интересно е дека предвидено во првиот буџет беше за градежни објекти да се потрошат 18 милиони евра, со вториот ребаланс се трошат само 12 милиони евра. За други градежни објекти во првиот буџет беа предвидени 155 милиони евра, оди дупло надолу на 83 милиони евра во вториот ребаланс, но затоа капитални субвенции на невладини организации и други организации
се задржуваат скоро на планираното ниво од првиот буџет, пред да се направат овие два ребаланси, било предвидено 58 милиони евра, сега е 52 милиони евра. Она што е исто така значајно е дека капиталните расходи во овој буџет ќе изнесуваат само 7,3% во однос на вкупните расходи. Или да го преведам со тие 1000 денари, Заев ќе потроши 1000 денари, од кои што само 73 денари ќе ги потроши во изградба на патишта, железници, терминални згради и други инфраструктурни проекти кои што се најзначајни за луѓето. Да направиме споредбата. Во 2008 година, кога се случи светската економска криза, која што имаше магнитуда скоро на ова сега криза која што имаме со корона кризата, вкупните капитални расходи во буџетот беа 14,3%, дупло од тоа што е предвидено сега. Или ако сакате 2011 година, кога во серија се случи втората криза, а тоа беше европската должничка криза, се сеќавате кога банкротираше Грција и имаше силен проблем во еврозоната, капиталните расходи биле 12%, споредено со 7% кои што ги имаме сега. Така што, одговорот на ова прашање е многу едноставен. Приоритетите се други. Приоритетите не се во расходната страна, нити да им се помага на граѓаните, затоа што видовме дека од 1000 денари кои што троши Заев и владата, само 83 денари одат кај граѓаните за да им се помогне во справување со корона кризата, како што видовме дека само 70 денари одат во реализација на инфраструктурни објекти. Со ребалансот 2 имаме буџетски дефицит од 8,4%, кој што е највисок од 1994 година до денес. Значи, ова е дефицит кој што е највисок дефицит после дефицитот на слом на македонската економија која што се случи во маршната транзиција, кога преку 300.000 луѓе останаа без работа, а олигархијата на СДСМ за без пари ги зеде фабриките во секој град и село во Македонија, и на тоа добро се сеќаваат повозрасните генерации. Само за споредба, буџетскиот дефицит оваа година ќе биде 8,4% од бруто домашниот производ. Например, во 2008 година, кога настана светската економска криза, бил само 0,9%, значи помалце од 1% буџетски дефицит, додека во 2011 година само 2,5% во време на европската должничка криза, за сега да стигне на 8,4% од бруто домашниот производ, или повторно да преведам со примерот од 1000 денари, заложувањето на потрошени 1000 денари од оваа влада е 84 денари, а во време на светска криза било помалце од 10 денари, а во време на европска криза било околу 25 денари, што точно кажува каде се движи во своето недомаќинско расипничко однесување оваа влада. Или да го видиме јавниот долг како процент од бруто домашниот производ во услови кога, внимајте, бруто домашниот производ во Македонија расте. Значи не е тоа да извадите јавен долг како процент од 100 денари и јавен долг како процент од 150 денари. Јавниот долг како процент од бруто домашниот производ во 2008 година, во време на светската криза, бил само 23%. Тоа значи дека ако Македонија произведувала 1000 денари во 2008 година, долгот бил 23 денари. Јавниот долг во 2011 година, во серија со втора криза, а тоа е европската должничка криза, на 1000 денари бил 32 денари, односно 32% од бруто домашниот производ, за денес да стигне проектирани 59,3%, односно од 1000 денари колку што произведува Македонија, околу 60 денари, да е долгот со голема можност да оди скоро и до 70%, затоа што приходната страна е нереално проектирана во овој буџет, како што претходно веќе зборував. За да не биде само критика, очекувам да има реплики овдека со напади кои што ги слушаме, тука имате 2-3 тези и ги повторувате, врви споменици и така натака, но јас зборувам стручно и фрлам ракавица за стручна дебата овдека, доколку сте во можност. Сакам да кажам и што требаше да се направи. Прво, требаше дополнително да се направи зголемување на буџетот на здравството,
како приоритет, како што е во сите останати земји кои што се справуваат со корона кризата и требаше да оди кон брза реализација на капитални проекти во здравството кои што ќе останат како трајно добро на оваа земја и кога ќе заврши корона кризата. Второ, дополнителна награда за здравствените работници со цел да бидат постимулирани во својата работа. Трето, обезбедување на услови за образование во нови услови, односно во овие услови, да не ни се случува да луѓето размислуваат како да подигнат кредит на децата да им купат компјутер за да можат да ја следат наставата и да имаме генерации кои што се во шок, кои што ќе имаат трауми цел живот затоа што не можат нормално да следат настава и затоа што сваќаат дека на другарчето таткото може да купи 2 компјутери, а неговиот татко не може да купи ни еден. И сваќаат од најмали години што е тоа сиромаштија, трауми им се случуваат на децата од најмали години. Понатака, компјутери за наставниот кадар исто така, затоа што не секој наставниот кадар може да си обезбеди, како и бесплатен интернет за сите. Јавни протоколи за работа на сите сектори, со цел да се овозможи сите да работат, а не да се размислува повторно за карантини кои што дополнително ќе урнисаат и онака урнисаната и економија и можат дополнително да влијаат на падот на приходната страна. Понатака, зголемување на помошта при невработеност, да не биде, како што кажав, овој низок процент, туку да биде далеку повисок. Дигитализација на сите јавни давачки и структурна промена со цел полесно и транспарентно плаќање на давачките. Интернет обуки и таргетирани субвенции кои што би биле далеку поголеми од овие, например, поголеми субвенции за сите оние кои што се директно погодени од корона кризата и секако, исклучително битно, без застој, реализација на капиталните инвестиции кои што за жал во овој буџет се на рекордно ниско ниво и се на ниво кое што го гледаме какво што го гледаме. Она што исто така сакам да го искоментирам при крајот на ова обраќање е дека македонската јавност треба да знае дека имаме историски највисок буџет во историја на Македонија. Расходите во овој буџет се проектирани на 4 милиарди и 112 милиони евра. Тоа е историски највисокиот буџет во историја на Македонија, кој што не се троши соодветно нити за стимулирање на економски раст, нити за борба со корона кризата. Економистите тоа го знаат добро, не е нити нова филозофија, нити нова теорија ова која што ќе кажам, а тоа е дека кризи секогаш економски се решаваат со зголемување на јавната потрошувачка и зголемување на јавните работи. Уште од големата депресија во Соединетите американски држави, изградбата на брани, патишта и железници, кои што се уште се наследство на таа голема држава, овозможија да излезат и Соединетите американски држави и светот од големата депресија, како што истото многу држави го прави во 2008 година при светската економска криза, 2010 година при европската должничка криза, а го прават и сега и денес во рамки на оваа корона криза, каде што можеме да видиме и во соседството, например во соседна Србија се отвараат автопати, почнуваат да се градат нови, почнува да се гради брза железница и на север и на југ кон Скопје, можеме да го видиме во Турција истото, можеме да го видиме со новите инфраструктурни проекти помеѓу Унгарија и Словачка, можеме да го видиме во новите вложувања инфраструктурни во Полска и каде сакате во целиот регион, да не одам подалеку, но за жал не го гледаме во Македонија и тука е основната грешка на овој буџет, што се трошат историски најмногу пари, тоа се 4 милиарди и 112 милиони евра, но истите нема да ги почувствуваат граѓаните, затоа што многу мал процент од истите одат во капитални расходи и исто така многу мал процент одат во поддршка на најпогодените од кризата, а тоа се оние кои што остануваат без работа, како и работодавачите кои што се обидуваат да ги задржат работните места. Благодарам.